Различностите се огромно богатство на нашата земја. Како што знаеме, Македонија низ векови била крстопат на разни војски, на разни трговски патишта и ден денес е тоа. Мислам дека тоа е огромно богатство затоа што низ векови они дали имале среќа, дали биле толку мудри и паметни, успеле да го сочуваат она што е најдрагоцено, она што е нивни етникум, она што е нивна култура, јазик, обичаи. Секој етникум, почитувајќи ги другите, успеал да остане свој и да биде дел од едно такво заедничко општество во една таква хармонија. Има и други мислења, се разбира дека тоа може да биде и проклетство на едно општество, но јас не се согласувам со тоа. Мислам дека секако обид на мајоризација или на воспоставување на некој, можеме да кажеме и вештачки ред на доминација на мнозинството води во едно друго поле кое што мене не ми се допаѓа, кое што никогаш и не било не водело во некаква светла иднина. Само почитувањето на различностите, само правење таква една разлика може да создаде една хармонична заедница каде што секој поединец кој ќе се чувствува слободен, каде што се почитуваат неговите права, може да го даде својот максимум, својот придонес во таа заедница. Ако веќе е јасно и дека веќе се утврдени тие европски вредности, дека нашиот единствен пат кон подобар живот, единствен пат кон иднината е членство во таа европска заедница, тогаш мораме да ги почитуваме истите вредности кои што ги почитува и таа европска заедница и на кои што таа настојува. А тоа се истите вредности кои што ние сме успеле да ги сочуваме како еден простор наречен Македонија и сега држава Македонија. И тоа е единствениот пат, затоа што само правење една таква разлика, почитување на различностите на секоја една мала група, составен дел на таа држава, како што и Европа ги почитува сите различности на сите незини членки држави. Политичко уредување, јазик, култура, економија. Така и ние мораме да ги почитуваме тие вредности, затоа што тоа е гаранцијата на некаква си на безбедноста, на иднината на нашите деца и на нашите генерации. Имам поминато 16 години во веќе сега една друга држава, но тоа сепак било еден друг јазички, културен и етнички простор, но можам да кажам дека на тој период се сеќавам како можеби најубавиот период од мојот живот. Да сум формиран како личност во тој град во Србија, каде што беше татко ми на служба, но ни еден момент не сум почувствувал дека некој сака да ми наметне своја волја, своје мислење. Дури и во таа една средина се чувствував како некој вид реткост, галениче. Често ме знаја да ме замолат да кажам нешто на мојот мајчин јазик, да отпеам некоја македонска песна, да им покажам некои си носи од мајка ми, да им раскажам некоја приказна која дедо ми ја раскажувал. Така да мислам дека тие вредности се всадени во мене лично и дека не гледам никаква друга солуција како да се живее посреќно, како да се живее похармонично, дека тоа е единствениот начин да можеш да гледаш среќни луѓе околу себе, да можеш со нив да соработуваш, да разговараш, да се дружат вашите деца и да планирате некоја подобра и посветла вистина и заедништво. Цивил веќе над 20 години со својот проект
направи разлика, почитувајќи различностите, врши едно силно влијание и една позитивна улога во расветлување дека не можеме да го бараме патот кон еднината и кон некакво среќно заедништво со тоа што ќе наметнеме некоја своја волја кон помалите групи, кон помалите народи, или да воведуваме некаков си ред кој што апсолутно нема никаква врска со нивните права, со нивните слободи, со нивните национални белези, култура, јазик. Промовирајќи го тоа, човековите права и човековите слободи, ЦИВИЛ игра една многу битна улога во формирањето на мислењето и на правецот во кој треба да се движиме како едно идно општество, како една членка на Европската заедница. Направете разлика. Почитувајте ги различностите.